приликите се такви, вашата професија е таква, секогаш сте потребни кога има проблем во државата или на клиники или во здравствените установи. Како што слушнавте сами, пред малку од вестите на Алфа, вечерва 6 нови случаи, со тоа вкупната бројка на носители на вирусот во Македонија се 76. Треба ли да бидеме загрижени? Вашето искуство веројатно ви дава за право да бидете малку порелаксирани, да знаете со што точно се соочуваме, меѓутоа треба ли да се крева паника или можеби треба да се спушти топката? Вака, најпрво да ви се заблагодарам на поканата и да се обидеме еве да дел од овие работи да ги објасниме околу коронавирусот, пред се од досегашните искуства на науката и од аспект на новите сознанија базирани на пред се на епидемијата во Кина, бидејќи само таму досега успеавме да добиеме релевантни стручни трудови. Паниката е евидентна и голема. Согласно Светската здравствена организација, кај нас се презема мерки неколку чекори понапред. Значи, првата препорака на Светска здравствена беше, ако има до 20 случаи, да се тие изолираат само тие случаи и да се населението информира. Значи, кај нас отидовме на вториот степен, се затворија школските деца, кои е познато дека се главни преносители на респираторните инфекции. Се затворија средните училишта, се затворија факултетите, кафетериите и така натаму, па се воведи ова така наречена водрена состојба. Значи, она го употреби терминот пандемија, кој може би направи страв. Јас не викам дека бројките се застрашувачки, навистина, меѓутоа треба да се анализира и да се извади заклучок сега што е тоа реалното, каков ни е противникот, кој ни е противник, си правиме ли сами малку штета или сето тоа е резултат на вирусот. И одеднаш се појавија некои својства на овој вирус кои збунуваат. Значи, збунуваат. Начинот на патогенеза, начинот на присуство. Меѓутоа, тука имаме сега два главни проблеми. Имаме нереална бројка. Бидејќи сега коронавирусот нема карактеристична клиничка слика. Полимераза верижната реакција во ред кога имаме вируси кои во крвта ги наоѓаме, како хепатит С, кој ќе го докажеме, нели, па мериме, нели, копии колку има во крвта и така натаму, ние знаеме дека тој човек има хроничен хепатит С, бидејќи не му е местото во крвта. Меѓутоа са во овие респираторни лаважи, нели, што се земаат материјали, може да имаме било кој причинител. Ние го бараме од овие што ги набрав, ние го бораме коронавирус. Присуството на коронавирус не значи дека он ги дава тегобите. Потребна ни е сега потврда, конфирмација со серолошки тест, за да направиме разлика сега дали ова е колонизација, случаен контакт на вирусот, или е инфекција, што е нешто различно, или е пак инфективна болест. Инфекцијата, само да го довршам, само извинете. Инфекцијата и инфективната болест можеме да ги докажеме, болеста веќе ја гледам, инфекцијата нема симптоми, меѓутоа со серолошки тестови можеме да докажеме. И тука е главен проблем што ние немаме валидни серолошки тестови за да докажеме IgM антитела и да речеме да, овој човек е болен од коронавирус. Како мислите немаме? Системот, здравствениот систем нема такви тестови вообичаено? Воопшто нема. Значи има тестови, меѓутоа тие тестови треба да бидат валидни, односно да имаат висока сензитивност и специфичност. Тоа значи да не даваат голем процент на лажно позитивни или лажно негативни. Тие се техники на ELISA или на индиректна инфлуоресценција скоро за сите причинители веќе постојат и се со висока сензитивност специфичност. Значи до сега короната не бил предизвик на науката и не произвела такви сензитивни тестови. Како што не е и веројатно гледаме и многу парадокси во имунолошкиот одговор. Во најголемиот број, ако имаме време, после можеме да објасниме случаи, имунолошкиот одговор не реагира. Да видиме зошто не реагира на овој вирус. Организмот не реагира на вирус. Во многу случаи опишани, значи парадоксално ние немаме борба. Значи далеко од тоа дека 2 милиона луѓе во Македонија сите ќе се разболат, па 5% ќе завршат на интензивна нега. Тоа е невидено. Прашањето е од што умираат заболените од коронавирусот? Така, многу битно. Значи благодарение на колегите од Кина. Многу квалитетни трудови излегува во најпрестижните со највисок импакт фактор, тоа се Lancet, тоа се British Medical Journal, трудови нови, значи од јануари и февруари 2020. Значи тоа е многу брзо они извадија трудови. Видите, во тие списанија има уредувачки одбори кои ако не е квалитетен труд нема да му го прифатат. И ние навистина сега збор за добитници Нобелова награда и така натаму. Така. И сега од тие трудови јас десетина ги анализирав и многу битно они ги пуштија бесплатни.
Значи, во друга прилика ќе ти го дадат само абстрактот, инаку треба да се плати за да го читаш, они даваат постари трудови. Овие ги дадува. Значи, од што се умира? Изненадува што нема умрено од енцефалопатија, значи тоа е доказ дека организмот не се бори жестоко. Умираат од три причини. Едната причина е појава на акутен респираторен дистрес синдром. Тоа е нагло откажување на белите дробови. Постои нагло откажување на бели дробови поради срчеви причини, тоа е така наречен пулмонален едем. Сите причини кога нагло ќе откажат белите дробови се става во тој кош на акутен респираторен дистрес синдром кој се следи од некаде 1970 година. И тоа е многу интересен податок. Годишно во светот имаме околу 140.000 со овој синдром регистрирани, смртноста кај нив е половина. Значи околу 70.000 и така умираат од овој акутен респираторен дистрес синдром, етиологија непозната. Секоја година умираат? Секоја година. Значи етиолошки се спомнуваат вируси, се спомнуваат панкреатити, се спомнуваат, меѓутоа еден многу битен податок. Тесно епидемиолошки поврзано с поставање на респиратори се појава на овој дистрес синдром. Над 4 сата на респиратор 16,1% развиваат акутен респираторен дистрес синдром, половина од нив умираат. Значи, втората причина за смртност во Кина беа секундарните бактериски пневмонии. Значи, тоа не ни е ништо ново, не чуди. Секоја вирусна инфекција оштетува респираторен епител и во следниот период од месец-два некој од бактериите, најчесто пневмокок, односно стрептококус пневмонија, стафилокок или хемофилус инфлуенција ни прават пневмонија, а од пневмонија се умира во светот. Тоа е 10-та причина кај младите за смртност, кај постарите од 65 години секој шести умира од пневмонија. Значи тоа ни е познато, не ни изненадува. Изненадува сега појавата на примарна вирусна пневмонија. Типично за многу вирулентни вируси. Овој не е таков, организмот не се бори, а он прави во висок процент примарна вирусна пневмонија. Меѓутоа за стрејки овие, иако се пневмонии, билатерални пневмонии со многу жаришта, они се во таа група на лесни случаи, они оздравуваат. Сакам да речам дека еден дел од овие умрени во Италија и во Кина се должи на преагресивните методи во медицината, интервентната медицина. Да ни кажете колку се важни респираторите за вкупната битка, за вкупниот резултат од битката против коронавирусот? Па вака сега, мислам дека се прави преголем притисок и се форсираат некои мерки. Јас и преска реков, мерките се во ред. Респираторите во Македонија се по мене доволни. Јас се молам да не се набават и да не дојдат. Ви објаснив зошто. По мене, ви кажав и бројките од Кина. Значи, тие што не биле на респиратор со исти параметри, завршиле подобро. Зошто? Респираторот е машина која само ке дише наместо пациентот. И таа е во ред кога се прави хируршка интервенција, кога пациентот е во кома, кога има некакви повреди на центарот, меѓутоа белите дробови се здрави. Сега имаме спротивна ситуација. Значи, пациентот дише, меѓутоа алвеолите не се здрави. Основната функција на белите дробови е размена на гасови, обезбедување на кислород за крвта и уште една многу важна функција е пупферската функција за одржување на нормална pH на 7,36 на крвта. И сега кога имаме пациент со ваква масивна билатерална пневмонија, тој им дише, вие кој ќе го ставите на респиратор, тој нема да дише повеќе. Дише толку колку што организмот предвиде или колку што треба. Дури може, значи, тука е веќе прашање дали воопшто треба или најкритични државите или споредба. Во Кина имаме друга серија каде што имало 60 пациенти со параметри кога во нашите во Италија би го ставиле веднаш на респиратор. Тоа е периферна сатурација од 93% со кислород, тоа е респирација повеќе од 25 во минута и тахикардија не знам над 100-110. Значи со такви параметри не ставиле, само 2 пациенти ставиле на респиратор. Другите ги лекувале во интензивна нега, меѓутоа не на респиратор. Евидентно е дека преголем притисок се прави од јавноста. Во јавноста се сите граѓани кои преку овие електронски медиуми притискаат, меѓутоа тука се и новинарите. Најголема замерка имам за колеги кои не се инфектолози, не се микробиолози, не се епидемиолози. Или се хирузи, ортопеди кои даваат многу често агресивни ставови. Сето тоа прави непотребен притисок. Ако се остави науката, значи без вакви притисоци да носи решења и одлуки, верувам дека можеби ќе имаме некои грешки, меѓутоа ќе бидат минимални. Ако ставиме јавноста да притиска и да се носат одлуки, се мешаат лидери на политички партии, значи теренот е многу лизгав.
Ако сега денеска изгледа нешто било кој да е, дали е власт или опозиција, мислам дека треба да остават струката. Значи имаме доволно сознание, имаме солидни доктори, имаме солидни инфектолози, многу солидни епидемиолози, микробиолози, треба тие да ја водат оваа игра. Не треба, по мене, целата јавност не треба да се занимава. Ние имаме убедливо пониска смртност од Соединетите американски држави. Значи имаме многу солидни инфектологи, тие луѓе ќе си свршат работата. Ако сега се замеша јавноста, па притиснат, нели... Но јавноста е веќе замешана, професори. Веќе се случува тоа. Тоа ме плаши. Значи јас ќе апелирам да власта, нели, добро е што се сме во предизборие каде што во владата имаме, нели, од двете најголеми партии, да ги остави, да не подлегне на притисоците. Да ги остави, може да го појача тој тим на комисијата со експерти и да ги остави. Тие луѓе нема многу да сгрешат. Значи ќе бидат збринати. Останува алтернатива, нели се спомна војна болница, оделението и така натаму. Тоа е едно многу солидно оделение со многу солидни доктори. Има не знам колку 20 на кревети, меѓутоа целата војна болница ја треба да се искористи, ако не дај Боже, нас не ни требаат стадиони. Ние имаме војна болница која требаше да покрие цела трета армиска област. Знаете што значи? Да цела Македонија, пола Србија до Ниш и Косово. Да. Значи нашите матични доктори со добри препораки од комисијата или од инфективната клиника лесно ќе препознаат. Они знаат, обучени се, верувајте, да препознаат дали е вирусна или бактериска. Можат, имат лабораториски тестови ќе ни требаат, можат да препознаат дали е лесен или тежок, да го пратат или дали да оди на клиника. Ако не го почитуваме тоа, ние ќе си направиме голем проблем. Значи, ако ги рипнеме мати, така системот ни е поставен, луѓе, со години, така е поставен, тој мора така да функционира. Не може сега да се уклучуваат ортопеди, неврохирурзи. Тие знаат колку еден интелектуалец, да речем, еве што чита повеќе, бидејќи они одамна полагали инфективно, сега си имаат други субспецијалности, си работат и нема потреба. Така да, затоа викам, ние без проблем со ваков процент на тешки, на ова, ако имаме десетини илјади конфирмирани, тоа би биле 20.000 веројатно заразени, половина се били без симптоми, во некои 2 месеци, само инфективната клиника ќе ги, заедно со инфективните оделенија, ќе ги абсорбира. А би требало со летото сега, пак зборувам, тоа се очекувањето од науката. Тоа што се случува би било голем парадокс кога ќе дојдат летните месеци да ни остане оваа епидемија со коронавирус, со COVID-19. А дали е возможно да запре па да се врати? Тоа мене ме, Да. Тоа е многу можно да се врати. И тоа е таа стратегија што прават Англија и скандинавските држави. Значи они што викаат? Добро, ни прави проблем, меѓутоа прави на еден мал процент. Ние ќе оставиме популација да ни се имунизира, младиве ако дојдат во контакт, нели ќе дојдат, тие нема да загинат, типка имунизација. А што правиме ако до година или после 2 или 3 години ни се врати истиот, повирулентен и ни ги удри младите? Значи, затоа науката треба да се остави. Ние имаме сигурно многу повеќе работи во предвид. Во правост не е карантинска болест. Значи се знаат листата на карантински болести, тоа се хеморагични трески, тоа е колера, тоа е вариола вера, кога сметаме дека е ерадицирана. Значи каде што имаме смртност до 70%. Значи се работи за вирус и немаме антивирусно средство. Кога имате човек на интензивна нега, гледате таму имате некаде 30 зависи од серијата проценти кога они викаат е примарна вирусна, значи од вирусот пневмонија. Меѓутоа, давањето на антибиотици е 100%, скоро 100%, 98%. Не разбирате? Да. Ова е сериозна криза, во секој случај. Без разлика колку е опасен вирусот. Меѓутоа, ние оваа криза мораме со своји сили да си ја решиме. Не можеме да очекуваме, не знам, помош. Во секој случај, откако ќе помине, откако ќе слегне прашината, ќе дојдеме веројатно до многу релевантни податоци и најверојатно ќе има многу простор тука за многу системи да се страмуваат од својата реакција, зборам и здравствени системи, веројатно и политички одлуки и така натаму и така натаму. Значи ова до сега не се случувало ник со карантински заболувања. Вело Марковски на сите лекари кои препишуваат Сумамет во стандардна терапија индиректно им стави на товар бројот на починати од COVID-19 вирусот. Предходно, почитувани граѓани, истиот тој член на раководството на ВМРО-ДПМНЕ ги убедуваше граѓаните дека вирусот, замислете, не бил опасен. Дека нема да има есенски бран
и дека маски воопшто не треба да се носат. Со тоа Вело Марковски се обиде да го поткопа буквално целиот здравствен систем во државата. Тоа се Мицкоски, тоа е Вело Марковски. Мрачни некрофили кои се обидуваат политички да профитираат на несреќата на нашите граѓани. Свесни сме дека не им е битно здравието на граѓаните. Напротив, се обидуваат на секој начин да го поткопаат здравствениот систем.